Назад сме повторно во студиото на Алфа телевизија. Време е за првиот разговор ова утро. Наша прва утринска тема е дентална хигиена и оралното здравје. С повеќе информации на оваа тема со нашиот утрински гостин, човекот со кој што ќе ја отвориме оваа недела, оваа работна недела понеделнички, доктор Дејан Трифуновски, доктор по дентална медицина. Доктор Трифуновски, добро ви утро. И добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа. Ви благодарам за поканата и им посакувам убаво утро и убава работна недела на сите ваши гледачи. Ќе отвориме оваа недела со една убава, навистина и корисна тема за нашите гледачи. Тоа е денталното здравје и оралната хигиена. За почеток едно рутинско прашање: од кога е потребно да почнеме со посета на стоматолог? Од која возраст? Како деца? Да. Благодарам за прашањето. Оралната хигиена е многу важна заради тоа што една од најважните работи е тоа што го внесуваме во нашиот организам, за да можеме да имаме чист еден организам и на чиста средина, а нормално, како се вика, во секој момент треба, како се вика, родителите да внимаваат на тоа што внесуваат, а нормално тоа за тоа се задолжени нутриционистите, а едно од најважните прашања кога треба да се почне со стоматолог, тоа е со никнење на првите млечни зъби, што се случува во отприлика околу 6-тиот месец кај новороденчето. И што треба да се употребува? Треба да се употребува 1% хидроген или може исто така бетадина да се употребува со стапчиња за уши, обично може да се употребува, да се чистат после употреба на како се вика, доколку е доенче, доколку се употребува исто дохрана, исто така да се исчистуваат, како се вика, површините на забот. И исто така, што е исто многу важно во таа возраст, значи треба да се употребуваат оние гумички со кои што треба да се користа, за да може, тие се точно така направени според возраста, таму каде што никнат зъбите, детето си игра заедно со родителот, на тоа место едната цврста површина е гумичката, другата цврста површина е забот. Како си игра детето, така му возможува полесно никнење на млечните зъби. На млечните зъби. Значи да не се чека сите зъби да изникнат, туку како што кажавте, веќе со никнувањето на првите запчиња веќе потребно е да се посети за прв пат стоматолог, а со тоа и детето би стекнало стоматолошки навики, нели? Да, исто е многу интересна работа, бидејќи нели нормално и родителите доаѓаат, тоа се зема и една, да речам, се вика хетероанамнеза, бидејќи нормално не комуницира детето преку родителите, и со самиот преглед и на родителите, од прилика генетски може да се одреди дали, например, или на едниот или на другиот, или на што би требало да се внимава во иднина, и се прави една прогноза како треба да се однесуваат родителите во поглед на исхраната, или доколку, например, би имале некои аномалии, тоа во никнењето на зъбите, поставеноста на вилицата, да се внимава за детето, за на време превентивно да се делува со низа чекори, за да не мора, например, да се доведеме во ситуација да мора да се носат фиксни протези, кои што, например, би ги оптеретили економски родителите, а и нормално, со самиот тек на растење има низа дело кој што спаѓа во специјалноста на детска и превентивна стоматологија или ортодонција, кој што е ортопедија за вилици. И на тој начин, со тој почетен преглед, ние би делувале превентивно и многу олеснително, и има и, како се вика, некои други работи што мислам дека навлегуваат во таа специјалност, не би ги спомнувале, помагала се викаат, кои што се применуваат кај децата, кај што има основа, но ете, кажуваме дека тој првичен преглед или тој контакт со стоматологот, соматичниот стоматолог, би можеле да ни помогне во иднина многу. Понатам. Што се подразбира под орално здравје и дентална хигиена? Оралното здравје е, да речам, оној дел на устната празнина до тонзилите, до грлото. Од таму натаму, значи, и уште многу еден важен момент, што мислам дека треба и општите, ние спаѓаме, значи, во примарна медицина. Во примарна медицина, значи, има три типа на лекари, а тоа се матичен стоматолог, матичен гинеколог и исто така педиатрите, се подразбира. Многу важно да се знае дека устната средина не е внатрешна, не е надворешна, таа е внатрешно-надворешна. Од тензилите надоле, од грлото е внатрешна средина. И многу треба да се внимава, и нормално хигиената заради тоа треба да биде на високо ниво, заради тоа што све ние што внесуваме може да се внесе во организмот, и тоа исто така да има репрекусии, да речам, на гастроинтестиналниот тракт. Значи, а во нашата устна празнина имаме тврди ткива кои што се зъбите,
и коските и меки ткива кои што е да речам оралната лигавица. Негувањето на тоа бојата треба да биде светло-розова, укажувањето на таква појава кажувана е на здрава средина. Така. И хигиената исто така ја одредува, да речам, матичниот стоматолог, да, кој што многу влијае во поглед на оралното здравје. И тука спаѓа, да речам, и користење на течности, кој што спаѓа да е во еден дел на нутриционизмот, но еве и во првите посети кај стоматологот не се прави интервенции директно кај детето, туку општо се кажува и каков тип на исхрана и да речам и суплементи кои што еве не знам заедно со педиатрите и заедно со фармацевтите се одредуваат во поглед на тоа какви суплементи, додатоци треба и каква основна исхрана треба. Еве би го спомнали и млекото, кој што е исто многу важен дел, кој што е составен дел, нели, калциум содржи и доколку се користи млеко, нормално ако нема некоја алергија кај децата, тоа исто така, би имале ни еден, да речам, локомоторен, не само кај велиците и кај зъбите, и во целиот наш скелетен систем. И сите наши тврди ткива кои што спаѓа и рскавицата и другите делови. Стоматологијата е широка гранка, нели, опфаќа повеќе субспецијалности. Во интерес на времето, а сакам да им објасниме на гледачите, бидејќи нас не следи и малку повозрасна популација, да позборуваме малку за протетиката. Да. Би ги спомнале, само би ги набројале од прилика кои... Дека јас само би ја замолила режијата, ние имаме и фотографии, баш поврзани со протетика, па додека разборувате за ова, може да одат фотографиите во позадина. Да, само накратко би спомнале дека стоматологијата како гранка, еве, не знам, малку има стигма вака на светско ниво за стоматолозите, дека се надри лекари и дека само делуваат само на устната празнина. Не е така. Значи стоматолозите, да речам, ги учат скоро сите медицински испити, еве, нашите студии беа 6 години, и скоро сите медицински гранки. Во стоматологијата има детска и превентивна, која се занимава тоа што го спомнавме. Ја спомнавме исто ортодонцијата, тоа е ортопедија за вилици и вратот, за исправање на детските зъби. Потоа има протетика. Во протетиката се дели на две полиња, има фиксна протетика, во таа спаја, значи, коронки и мостови, кои што се ставаат, и мобилна протетика, во таа спаѓаат парцијални и мобилни протези, кои што... Зборуваме за повозрастни, за возрастни популација, така не е веќе за деца, туку е за возрастни. Да. Ова да, од прилика сега се случува и кај некои пациенти да има ради парадонтозата, да има губиток на зъбите во рана возраст, некогаш во средна возраст, поради стрес, исто така и генетска предодреност може да има, но тука е протетиката која што помага, како да речем, да се надоместат тврдите и меките ткива, особено тврдите ткива, а тоа се зъбите и коската, која што е изгубена и нормално, за да може ние најнормално и да зборуваме и најнормално да се исхрануваме. Без тоа, без, како се вика, надоместување, настануваат дополнителни проблеми, кои што, да речем, ете, храната што нема да се, може да се обработи во устната празнина, ја обработува желудникот, па на тој начин, како се вика, он се програмира да влачи поголема количина на киселина, па таа киселина ја нагризува слузницата и сега не навлегуваме, тоа е во гастроентерохепатологија, во тој дел. И сега би спомнале конкретно за протетиката. Услови, да, кога, може например, така и третман и терапија. Да. Накусо да објасним. Да. Кога, например, ние би требале да се пријавиме, да. Еве, например, би најосновна работа и кај младите луѓе и кај возрастните, доколку би имале фрактурирање на зъб. Фрактурирањето на зъбот, доколку би било во нивото на лигавицата, тогаш е време да се посети протетичар. Тоа е таа специјалност која што тоа го третира и, например, би се лекувал коренот, кој што и ве спаѓа, не ја спомнавме, таа е посебна област која што се вика ендодонција, која што се занимава со лекување, значи, на каналите, и потоа се оди на протетичар. Протетичарот е тој, например, што прави надомест, например, со дентални колчиња, има од разни типови, има метални, има фиберглас колчиња, кои што се вметнуваат внатре во каналот, кога е тој лекуван, и над него, значи, се обработува зъбот, и над него се става навлак. Доколку, например, имале вадење на зъб, во кој што се занимава оралната хирургија, тогаш исто од прилика после 7 до 10 дена треба да се пријави кај протетичарот, кој што делува на тоа да ги речам обработи. Еве, доколку би кажале сега за еден зъб, би се обработиле 2 зъби
тие се прават како забни трупчиња, а се зема отисок и потоа се праќа тоа во лабораторија, во техника, каде што забните техничари тие ги подготвуваат, од кога ќе бидат готови. Например, има сега разни мостови, кои што, например, користиме од метал, керамика, мостови, има и циркониум мостови, кои што се изработуваат директно. Тие да речам, Холивуд, или порано, од некое време, кои што се интересни и атрактивни, например, за тие кои што работат во шоу бизнисот порано, сега веќе ги користат бидејќи нели како доаѓа технологијата, се произведуваат тие машини, кои што например таа CNC машина, која што делумно учествува техничарот, се обработуваат компјутерски, кога ќе се земе отисокот и потоа самата таа машина го обработува, го прави забот и потоа се носи. Например, ете се интересно дека може отприлика негде за 120 минути да се направи еден заб. Претходно другата технологија претходно што се користеше е малку, да речам, подолг процес, кој што први се подготвува, да речеме, металот, па потоа се подготвува тој горниот дел и може да се спомне интересно дека температурата на која што се прават забите, кои што се обработуваат во лабораторија е близу 1000 степени. Но тој материјал, само што да спомнам, дека е околу 1000 степени биокомпатибилен, значи не предизвикува порцеланот, не предизвикува никакви алергии и никакви проблеми, и затоа е толку долго време употребуван. Значи да резимираме дека по губење на заб од било која причина, после отприлика до 10 дена, потребно е пациентите да се јават кај протетичар за да се надомести таа загуба, како што кажавте. Да, во едниот случај. Сега само контролите колку треба да бидат чести по третманот и терапијата, во интерес на времето имаме уште многу малку. Би заокружили, например, сега отприлика со мобилните протези и со парцијалните протези. Парцијални протези користиме на тие места кај тие пациенти што имаме веќе некои останати заби, а кај тие што имаме комплетен губиток на забите, значи тогаш користиме тотални протези. Од кога ќе се направат тоталните протези, отприлика би било убаво на 6 месеци до максимум година дена да се доаѓа на контрола. Зошто на тој начин, значи се гледа каков е губитокот на коската од кога ќе се постава. Доколку има поголем и побрз губиток на коска, тогаш се пристапува, или например ако има вадено заби, а директно е правена протезата, после да речам 10 дена, обавезно, задолжително, после 6 месеци се прави ревазација. Значи се доаѓа пациентот, лежиштето на протезата во горната и во долната вилица треба да се потполни. Тоа се вика ревазација, со материјалот исти, за да може да таму каде што се отприлика од кога се извади заб, мекот ткиво да се содаде треба 3 месеци, тврдо ткиво треба 6 месеци. И тогаш не би имале, да речам, луфта или празен простор во кој што би можеле да им испаѓаат на пациентите протезите или да настануваат при самото зборување или при мастикација, при џвакање, при оброците, да настанува повреди при јадење. Да, во внатрешноста. Доктор Трифуновски, тоа е времето предвидено за нашиот разговор. Широка тема е стоматологијата. Ќе останеме и понатаму во комуникација и во контакт за определени теми да ни гостувате овде во утринската програма. Кратко заборив дека контролата кај децата треба да се случува на 3 месеци. Благодарам за поканата и на сите верници кои го слават православниот празник Свети Јован и му патувам честитки. Благодарам уште еднаш за вашето гостување ова утро. Останува можност да се видиме во некоја наредна прилика за некоја посебна тема од областа на стоматологијата.